Во препознатлив амбиент кој го создаваат позицијата и опозицијата во Општинското собрание, денеска се одржа 42-та редовна седница, на која беа поместени 19 точки на дневен ред. Советниците со мнозинство на гласови ги усвоија извештаите за успехот и работењето во првото полугодие на основните и средните училишта, за потоа да бидат усвоени и програмите за екскурзии и слободни активности во основните училишта Раде Кратовче и Свети Кирил и Методи. Од големиот број точки од дневниот ред ги издвојуваме информацијата за малолетничка деликвенција на подрачјето на општината, потоа за наводнувањето на земјоделските површини и оперативниот план за заштита и одбрана од поплави. На дневен ред беше информацијата за субвенциите во земјоделството на подрачјето на општината за минатата година и програмата за субвенции за оваа календарска година. Советниците расправаа и по информацијата за аплицирани и реализирани проекти за општина Кочани за период јануари-декември 2015 година, реализирани од разни институции и организации. Советниците расправаа и по предлог одлуките за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на катастарските парцели во катастарските општини Кочани, Оризари, Тркање и Бели. На денешната седница беа именувани нови членови во управниот одбор на Центарот за култура Бели Мугри, како и нови членови во училишниот одбор на основното училиште Марина Попиванова и Крсте Петков Мисирков во Оризари. Советниците на крајот на 42-та седница поставуваа и советнички прашања на повеќе комунални теми.